Здраво на сите, во овој влог ќе зборувам за тоа кои се моите најголеми стравови. Кога ќе ги прашаш некои луѓе кои се нивните стравови, обитно се многу заштитнички настроени, нели? И не ти одговараат на тие прашања како некаде испрна слаби или не знам што. Од друга страна па за мене многу едноставно кога зборувам за себе онака отворено, бидејќи навистина немам што да кријам, немам што да изгубам, онака сум буквално отворена страница. Сметам дека сите ние сме луѓе и не е ништо страшно ако имаш страв од нешто, нели? Онака баш е добро да се признаеш и баш е интересно да се заебаваме онака, имам страв од тоа као ау, а едвај чекам да ви раскажам за моите стравови, онака ме фаќа срам малку, ама тоа е тоа, затоа и YouTube постои за влогови, никој не ме осудува, тука немам никој, така да ајде почнеме. Кои се моите најголеми стравови? Имам голем страв од изолирани места. Изолирани места ме посеќаат на како да објаснам на не знам воземјани летачки чинии, каде што како мал многу читав за нив, летачките чинии, за воземјанци, и некако се плашам од да ме киднапира мене некој таму, да не знам ако се отидам некаде во такава тешка изолација, дека ќе ме киднапира воземјани. Знам дека е малку смешно ова што го кажувам, ама имам голем страх од киднапирање од воземјани. Исто како мал, татко ми ме носеше многу по тие некои зафрлени места и најчесто ме лажеше, да речеме, за тоа дека, да речеме, нели, излегуваме од дома во 7 часот наутро и он ќе ме вратеше денек во тоа време, бидејќи јас сакам да бидам сигурен кој време ќе ме вратат дома. Нели, сепак си имам ја други планови со пријателчиња ваму таму. И никако не ме враќаше на време и цел ден ме заглавуваше по тие изолирани места. Друго нешто околу тие изолации се, ако нешто ми се случи, каде е брза помош, нели? Каде е некој да ми помогне ако сум сам излеза некаде, нели? По планини да акаш некаде, така да многу е страшно. Исто така имам гледано многу хорор филмови и се нешто во тие некои изолирани места им се случува нешто, некој ги брка, ги убива во некој напуштено село или некоја напуштена викендица и те убива некој, онака те гони, знаеш дека нема никој во селото, само ти и он сте или тој или таа, и тоа е доста страшно. Јас сакам да се движам помеѓу народ, помеѓу луѓе каде што има се онака да ми е достапно околу мене. Океј, страв број 2. Се плашам од вода, особено длабока вода. Едноставно, кога растев тука во Сиднеј, во Австралија, кога одеме на океан, нели, да се бајњаме таму во океанот, се некако има некои мали инциденти со големи бранови, со тешки струи, некои пак ќе ме одвлечеа, па едва ќе се спасев, нели? Неколку бранови ми имаат кренато и лупнато онака во земја. Тоа и кога гледам во длабоко, да речеме, и во Охридско езеро, кога сум бил тинеџер, кога сум одел на, нели, педалинка, моите другари и другарки пливаа во длабокото, а мене ми беше многу чудно, бидејќи тоа длабоко некако ме асоцира, пак се враќаме на филмовите. Кога гледам филмови, сум гледал за такви некои чудовишта што се крија во длабокиот океан и мене ми онака страшно, викам, леле, добро, што се наоѓа таму доле, не е нешто што не можам да го видам, нели? И од друга страна мислам дека метафорично, филозофски, уметнички, како и да е, длабоките води се всушност символика на нашата потсвест, нели? И некако ми е страв да зирнам во мојата потсвест понекогаш, бидејќи се плашам од тоа што ќе најдам таму. Се плашам што има таму во мојата длабока потсвест. Ја не знам себе си онака 100%. Некогаш се изненадувам од тоа колку страшни работи можам да направам, колку сум беземотивен за некои работи, колку може да ми отиде мојата лудост да направам некои работи што се ирационални. Така да длабоката вода ме асоцира на чудовишто, на, нели,
на бранови и така натаму, а од друга страна ме асоцира и на психиката, на нашата потвест, од која се плашам малку бидејќи ја немам запознаено добро. Океј, продолжуваме понатаму. Страв број 3 ми е губење контрола врз моето тело или мојот ум. Знам дека дедо ми, кога беше болен, веќе кога легнаше, викаат, беше во старечки дом и помина некој време таму. За жал, ние не можеме да се грижиме за него доволно, да пружиме всушност таа негата што му беше потребна на него. И се сеќавам всушност кога го оставивме еднаш и нели отидовме на посета и се одиме дома, нели? И само неговиот глас се слушаше на цел глас онака: каде ме оставате, знаеш, каде ме оставате, као не ме оставите тука, не ме оставите тука. И набрзо после тоа почина. И некако тоа ми е некако символика за губење контрола врз моето тело. Исто така и сум видел многу случаеви со мојава работа и сум видел и многу случаеви општо каде што луѓето го губат умот, нели? Алцхаймер или деменција така натаму. И исто и баба ми се соочи со тоа и кога гледам како еден така здрав човек кој што има цела историја, цела биографија зад него и го губи умот, го губиш паметот, онака не си ти. Не знаеш ни кој се века, онака многу е страшно и мислам дека имам голема фобија. И денес се трудам со сите сили да го спречам тој дел, да го негувам мозокот, да вежбам, да бидам повеќе мобилен, да не зависам од други луѓе и така натаму. Така да тоа ми е страв. Да, губење контрола врз моето тело и мојот ум. Знам дека може до одредена мера да се спречи, така да работам на тоа. Ова е слично на претходната точка, меѓутоа овде пишува губење на мојата независност во работа. Сега што подразбирам по тоа? Многу ми е страв кога работам кај некој друг човек, пример, и со тоа му го давам моето време, нели? И му ја давам всушност мојата слобода на тој работодавец и тоа ми е многу голем страв. И еве се обидувам себе во животот да направам и фарма кога имав во Македонија и кога работев за себе, што се вика 3 години претходно што работев како филмекер, сватив дека мојата слобода, да, не си слободен на 100%, бидејќи сепак треба да услужиш муштери и така натаму, нели, и они имаат исто удел во начинот на кој работиш, всушност како ги услужуваш, нели? Ама да дарам мојата слобода на места каде што не ме почитуваат, на места каде што некој друг ми кажува што да правам, како да правам, кај да одам, што да размислувам, тоа ми е мене голем кошмар. И како што реков, ќе се обидам со сите сили да не завршам таму, бидејќи знам како сум бил и 1000 пати сум се вратил таму мислејќи дека не ме бива да работам за себе, ова што е предприемништво е глупава работа, као премногу е идеализирана, не знам што. Меѓутоа, секој пат кога ќе се вратам, има елемент каде што или самите луѓе не ме сакаат, или па ја не можам да се снајдам од таа средина, или барам премногу слобода таму, а па, нели, не сум газда. Така да, имам голем страв врз губење на мојата креативна слобода, на мојата работоспособна слобода. Ова е последнава точка и е доста емотивна. Тука пишува загуба на некој близок. Знам дека лани го изгубив моето куче, Петра, во село, не знам како се случи, ја касна змија и ја не бев таму, беа други луѓе и некако кучево као умре, нели, почина и ми беше така загуба, нели, ја изгубив неа, нели, сепак е куче, ама сепак ми значеше многу и баш се сеќавам дека кога стигнав во село, знам дека многу плачев претходно и отидов таму, ја земав, луѓето што ја чувале буквално фрлеле на нива, као нема воопшто обзир кон мене и кон кучето. Ја земав, ја закопав во двор и онака ја секоја година помени вршам, нели? И првото куче ми беше, се викаше Амбра, беше далматинец и неа ја изгубив и избега од дома, буквално не можеме да ја најдеме и тоа беше една од поголемите болки во мојот живот и ден денеска што се вика не можам да се опоравам баш онака 100%. Секогаш има некој елемент што ќе ми фали кај неа, што ја немам и затоа некогаш сум премногу калкулиран
во односите со другите луѓе, тоа знам дека не е баш добро. Само за да не изгубам некој, за да не биде загубата голема, за да не ме боли многу. И секогаш, кога можам, кога сум во прилика, моите блиски што да живи здрави околу мене, премногу претерано се грижам за нив. Се грижам до таа мера што, не знам, ако некој не отишол на забар, одма закажувам на забар да се проверат. Ако нешто забележам на нивниот врат дека има некоја флека или нешто се изгорени, одма ги праќам до аптека да купат крем или да се прегледаат на доктор. Значи имам премногу обврска или премногу не знам што во мене, што се грижам премногу за моите блиски да не ги изгубам или нешто да не им фали. Тоа е голем страв, да. Океј, тоа беше за крај. Сега ќе кажам тука некои вообичаени стравови што ги имаме сите ние. Ќе кажам и моето мислење за нив, па ќе се прошетам малку во овој прекрасен, преубав парк. Страв од старење, страв од старост. Јас сватив века гледам во Македонија кога бев, некако староста имаше некоја друга димензија. Некако гледам луѓе на пазарче стари, а имаа по 50 години. Гледам некои бабички, нели? По 60 години, стари, исушени, не знам, неухранети, несретни, тажни, дали поради ситуацијата, појма немам. А кога дојдев тука, сватив дека на староста, на старењето, се гледа многу поинако. Односно, сум видел жени, мажи, по 55-60 години, ке имам и посебно видео и за овој дел, како вежбаат, како убаво изгледаат. Баш сега бев во трговски, да купам нешто и обично имам навика да седнам на клупа, нели? Кога купам работи, седнам на клупа да се одморам малку, па продолжувам, нели? И гледам, поминува една жена, беше сигурно 55, така нешто 60 можеби, тегната, убава, косана, тегната, шминка, слаба, мускулеста, викам, многу се гледа поинако на старењето тука. Затоа и реков дека не ми е толку многу страх од старење тука и во овие поразвиени земји, бидејќи внимаваат многу на себе, се одржуваат со 300 препарати за лице, со 300 третмани, вежбаат, среќни се, задоволни се, играат, прават нешто голф, молф, трчаат, нешто прават, вежбаат. И затоа и со старењето немам толку многу голем проблем, бидејќи знам дека ќе дадам се од себе да бидам витален на стари години и да не ми се случи некоја поголема непогода. Исто стравот од критика, каде што е многу изразен кај многу луѓе, го немам толку многу, бидејќи кога работев како филммейкер имав многу критики за мене, да речеме, за мојата работа, што е доста нормално, нели, фидбек. Меѓутоа со текот на времето некако научив да ги прифаќам тие критики и веќе не ми е толку страшно. И кога бев маркетинг менаџер на фармата, ја бев нели во делот за комуникација со муштериите и они ќе коментираа нешто во порака, не знам, јајцево расипано или појма неам, јајцево стигнале скршени или они заборавиле ги чувале на некоја температура висока дома и ставиле покрај парно, се расипале нормално и ќе кажа, ќе коментира нешто за тоа или јуфките или нешто друго. И некако со текот на времето научив да ги балансирам тие критики, да им одговарам онака, да се усовршувам во начинот на кој им одговарам, и тоа исто умешност и голема вештина, каде што се обрекаш кон муштериите, ги смируваш, ги консолидираш, ги им враќаш со добра услуга, ги правиш да се чувствуваат слушнати и разбрани од твоја страна, тоа исто голема умешност. Исто сватив кога работев на градоживина, знам дека многу луѓе се повредуваат тогаш и некако не ми е веќе страв да гледам такви некои погради работи. Тој брат ми имаше една ситуација каде што работеше во гаража и имаше повреда, се исече раката. И буквално тогаш знам дека бев дома и кога се симнав доле во подрум да видам што прави, едноставно човекот лежеше доле во крвови сел, буквално пола рака му беше исечена, ракуваше со некој остар алат, пошто сечеше дрва, ги рендеше, ги така. И само онака смирено отидов, го земав човекот, му врзав раната, мислам онака ми чисти колку што можев со хартија тие работи, го ставив во кола, отидом во амбуланта, отидом во аптека, отидом на државна, отидом во Сестина и никако на крај завршивме во градска болница и онака и во болница кога сум бил
сум бил онака смирен, присебен, беше знам дека тоа е дел од животот, онака тоа е дел од што може да ни се случи на сите нас, нели? Крв и тие работи, рани, тешки, вако така. Јас кога сум растал сум имал 500 рани на мене, сум бил исечен од сите страни, сум имал и собракајки, сум пајгал со мотори, онака потресна мозок и сум имаме шиеле тука и некако научив да го гледам тоа, научив да го преживеам тој дел, така да тоа веќе не ми е толку голем страх, онака буквално не ме ни допира толку многу до мене како порано. Дечки, тоа беше за крај, се надевам дека уживавте во ова неконвенционално видео каде што јас зборав за моите стравови. Едноставно имав потреба да се искажам за ова, сметам дека е интересна тема, да можеби ќе сакате и вие да споделите нешто стравови, па јас ќе искоментирам нешто, па ќе се надоврземе со муабет. Знаете, онака да биде нешто позабавно, да не е цело време некои сериозни теми, туку да има и малку елемент на ранливост, отвореност и така натаму. Фала ви многу. Сега ќе прошедам, ќе направам некои убави кадри и верувам дека ќе ги ставам тие кадри фактички во самото видео. Така да, тоа е тоа. Фала ви многу што бевте со мене, па се слушаме, се гледаме.